вечер, добри луѓе од Демир Хисар. Добра вечер, македонци, албанци и припадници на сите други заедници. Чест ми е да сум овде пред вас. Демир било железна, ми рекоа, а Хисар било тврдина. Тврдина планина, да. Предпоставувам дека е така. Одамна немам видено ваква убава гледка. Токму под планината. Признавам, не сум учена вака на отворено честопати да говорам пред народот. Полесно е да зборувате пред студенти во преполнети амфитеатри. Ама, од она што го чувме веќе, би сакала да почнам со следново. Балканот од секогаш бил географски, политички, а особено културно дел од Европа. Самата јас, не само што предавам компаративно уставно право и компаративни политички системи, туку предавам и уставно право на Европската Унија, предавам и политички систем на Европската Унија. Освен во два периоди, за време на Отоманската империја и можеби за време на комунизмот, нашето место било и ќе биде во Европа и во Европската Унија. Но не е патот кон Европската Унија воз, понекогаш јас велам Ориент Експрес, на кој ќе се качите и ќе стигнете во Брисел. Не. Европската Унија треба да ја создаваме овде и тука, ама за жал, во овие, речиси 2,5 години, далеку сме од тоа. Не е доволно, се разбира, добро е, пожелно е, природно е да живеете во мир со соседите, да разговарате, да преговарате. И најчесто ние велиме дека малцинствата се мостот за подобро разбирање. Исто така мислам дека и македонското малцинство, кое што живее во соседството, бидејќи Балканот е како кожа на леопард, никој не живее како една нација во една држава. Секој некаде е мнозинство, некаде е малцинство. Истото важи и за македонската нација. Сите нации се создадени во 19 век, порано или подоцна. Македонската нација подоцна. Но, мислам дека, ако е така, и ако сите сме настанале во 19 век, по формулата нација, држава, на Западот било поинаку, држава, нација, тогаш треба да имаме меѓусебно разбирање за ваквиот статус. За другиот да го посакуваме она што го посакуваме за себе. Само тогаш ќе има траен мир. Она што многу ме загрижува деновиве е следново и што морам да го предочам. Се ближи јуни. Минатата година во јуни ние чувме од тогашната власт дека доколку го решиме проблемот со Грција, ќе добиеме почеток на преговори за Европската Унија. Ама, како критичен аналитичар, а тоа ми е професијата и така ги учам студентите, се сомневам во ова. Зошто? Зошто
Европската унија не е само територија, не е само унија на држави. Европската унија е заедница засновани на вредности, на право, на владење на правото, на либерална слободна економија, на квалификувана државна и јавна администрација на сите нивоа, на борба со криминалот и корупцијата, земја во која не постои непотизам, или ако сакате, земја во која најдобрите се на клучните функции, а не бегаат од земјата, барајки живот надвор, зашто животот овде го нема. Европски живеат само оние од власта и оние околу нив. А јас велам дека треба да има прераспределба на општествената моќ, за да можат сите луѓе да бидат помалку или повеќе среќни. Значи, пред да ги почнеме преговорите, ќе не подсетат со право на прашањето дали има во Македонија правна држава. Нема. Што вели Европската комисија, кога нели мене ме обвинуваат дека сум била идеалист, зашто сум зборувала за владење на право, за правна држава, за етика, не сум сваќала дека меѓународниот поредок е заснован на сила, а не на право и на правда. Европската комисија му препорачува на Европскиот парламент и на Советот да почне од 2021 година да ги казнува членките на Европската унија кои не водат сметка за правната држава. Звучи чудно, но кога јас го предочив вчера ова на една дебата, повикувајќи на политика во рамките на правото, оти само во таква политика може да има ограничена власт, зашто секоја власт се заканува да ве расипе, да ве корумпира, а ако е апсолутна, еден мој соговорник ми одговори дека сум била идеалист и дека не сум сваќала дека светот е суров, дека политиката се диктира само од неколку држави. Чудно за некој кој завршил право. Се разбира дека нам, професорите, ни личи, ни приличи да повикуваме на правна држава и на владење на правото. Денеска имав убава прилика да присуствувам на прославата на 70 години од формирањето на НАТО. Но и представникот на НАТО во Македонија неколку пати повторуваше дека начелата на кои се темели НАТО се владење на право, правда, морал. Значи, на правиот пат сме ние. Зашто повикуваме на критериумите што треба да ги исполниме. Меѓутоа, со право господинот Хан предупредува или вели дека во јуни ќе почнеме ќе иницираат подготвителна фаза за почеток на преговорите. Тоа не е упатено до нас, тоа е упатено до власта. Јас сега се прашувам, колку време е потребно за да се подготви за исполнување на критериумите? Зошто
Во извештаите читаме дека оваа држава, која се нарекува хибриден режим, значи не е либерална демократија, уште многу нешта има на патот кон неу да исполни. Еве да бидам конкретна. Пред да дојдам овде, меѓу вас, се обидов да видам кои се вашите најважни проблеми. Број 1. Невиден раст на непотизам. Читам, слушам дека локалната власт е фамилиарна власт. Каде што има фамилиарна власт, фамилија, има односи на подчинетост. Ние тоа во науката го викаме клиентелизам, јас вас ќе ве вработам, а вие нешто мене ќе ми дадете, или јас вам нешто ќе ви понудам, а вие нешто ќе ми должите. Кај што има клиентелизам, има и корупција и криминал. А врвни американски аналитичари велат дека најголема загроза за суверенитетот на една земја, па и на Македонија, се корупцијата и криминалот. Значи, НАТО не може внатре нас да не брани. А кога имаме клиентелизам, корупција, криминал, имаме многу поделено и конфликтно општество. Во таквото општество најдобрите не си го препознаваат домот. Домот станува дом за бесење, имаше еден филм, и заминуваат по светот зашто се компетитивни, зашто се одговорни и тамо се почитувани. Пред известно време сретнав мој бивши студент, кој извонредно во комуникологијата се снаоѓа на Малта. Сликан со председателката на Малта. На прашањето зошто, вели заради респектот кон вредните работници, научници на Малта, кои рече дека се над 12.000. Тие можат да ја кренат Македонија од состојбата во која е. Не оние кои немаат знаење, немаат интегритет, немаат дигнитет, меѓутоа се на највисоки функции во оваа земја. Што може да очекуваме од нив? Сигурно не може да очекуваме Европската Унија и нејзините стандарди да ги донесат овде и ние да живееме во една пристојна, досадна, убава Европска Македонија. Она што деновиве го проучувам, а во пресред на прославата на НАТО, е исто така како стојат анкетите, истражувањата и што мислат граѓаните на Македонија за ЕУ и НАТО. Од јас гордо кога одам по светот, по конференции, по членства во меѓународни организации, велам дека веројатно сме една од државите со највисок рейтинг на НАТО и на ЕУ. Меѓутоа, за жал, не заради НАТО и ЕУ, туку заради домашните состојби, процентите многу паднале. Денеска го видов тоа. Ако паднете од 70 на 50 и неколку проценти, тоа е драматичен пад. Ако паднете од, речи се 70 на 40 и неколку проценти, тоа е голем пад. И се прашувам каде лежи причината. Мислам дека, како некој кој се занимава со наука, би можела приближно да одговорам
на тоа. Оваа власт ги злоупотреби ЕУ и НАТО во референдумското прашање. Ги злоупотреби ЕУ и НАТО во референдумското прашање, за да има алиби, наместо отворено да праша дали сте за Преспанскиот договор или не, или да праша дали сте за промена на името или не. Таа тргна со прашањето дали сте за членство во Европската Унија и НАТО со склучување на Преспанскиот договор. Знаеше дека големиот дел граѓани на Македонија беа за ЕУ и НАТО. Ама што заборави? Заборави дека во Уставот на Република Македонија пишува дека кога ќе гласаме за влез во ЕУ, а со нив не верувам дека ќе дојде тој ден брзо, дека треба да распишеме задолжителен референдум. Заборави дека за НАТО не е потребен референдум, ако го третираме како меѓународна организација, туку е доволно собранието да донесе одлука. Така оваа власт придонесува кон недоверба или намалување на довербата кон ЕУ и НАТО, кои за сите партии од 90-та година па до денеска беа стратешки и остануваат стратешки интерес. Значи некој друг, кој што е посветен на правната држава, кој што сака да се справи со корупцијата и криминалот, кој што не сака да отвори порта за епидемијата наречена непотизам, ќе мора да ја поврати довербата. Ама затоа оваа власт, која што ја изгуби довербата на народот, особено по неуспешниот референдум, наместо да си поднесе оставка, бидејќи така прават одговорните политичари во светот, така направи во едно време господинот Де Гол, кога референдумот не успеа, тој достоинствено си замина и остана еден од најпочитуваните француски државници. Кај нас тоа не се случува. Тие ја злоупотребуваат реториката, убавите зборови, високите цели, нашите цели, ЕУ и НАТО, за да можат комотно и комфорно да си владеат. Затоа е потребно на председателските избори да не добијат. Зошто? Видете, ако сега јас зборувам за опасна концентрација на власта во рацете на мнозинството парламентарно, на 81 пратеник, кои на повик гласаат за веќе донесени одлуки во најтесен круг на луѓе, да не речам меѓу двајцата конзули, лидери на двете најголеми партии, тогаш замислете што ќе се случи ако и председателската власт дојде во нивни раце. Кога е председателот од една партија, или е независен, или е надпартиски, а јас ќе бидам таков председател, а мнозинството во парламентот е друго, тогаш има поголема шанса за демократија. Зашто повеќе глави со различно мислење подобро размислуваат. Тоа е едната причина. Не смееме да дозволиме целата власт да биде на едно место. Мислам дека бојкотот е многу лошо решение од овие причини. Имено, ве уверувам дека нивната цел е, ако не биде постигнат цензусот од 40%,
Инаку, како бивши член на Венецијанската комисија да кажам, а тоа е комисија за владење преку право, не преку политика, овој цензус секогаш се критикува и се препорачува на Македонија да го тргне, зашто го нема во компаративното изборно право. И тоа беше некој политички договор. Тогаш ќе го вратат одлучувањето во парламентот и председателот ќе си го бираат овие послушни пратеници со најнизок рейтинг во историјата на македонската демократија. Јасно ви е што ќе се случи тогаш. Ќе си вежбаат техника на брзи прсти во гласањето. Тоа не е демократија. Ќе прават пазари кој да биде по формулата сега нашиот, утре вашиот, ама не и народниот председател. Народот е помудар од пратениците. Нивниот суверенитет извира од вас, а не обратно. Затоа председателот, за да биде председател на народот, од народот и со народот, треба да биде избран на директни избори. Доста ни беше нас во комунизмот да ни ги бираат политичарите, оние во комунистичката партија. Сакаме ние да ги го бираме председателот и градоначалниците и да ги подсетуваме дека тие се наши избраници. Најважното зошто сум јас овде пред вас. Не за да покажам дека сум извежбала убаво да зборувам пред студентите. Не. Туку за да ви кажам што мислам да правам ако ме изберете. Прво, многу пати сте чуле од мене дека сум многу благодарна на ВМРО ДПМНЕ што отвори простор, демократски простор, за некој кој во некои ситуации, кога требало, и го критикувал. Ама не со зла намера, туку од демократски причини. Оти професори што аминуваат политики, не се добри професори. Критичарите се најдобрите за политичарите, оти тогаш тие ќе знаат како да постапуваат во критичните ситуации. Оти ние го темелиме ставот на знаење, на компаративно знаење, на искуство и сакаме само добро за овој народ. Значи, ако јас бидам председателка на Република Македонија, длабоко ќе се заблагодарам на сите кои ме поддржаа, покрај ВМРО ДПМНЕ, на граѓаните кои со фантастична брзина собраа толку многу потписи, со што се засрамив, се чувствував некако нескромно, да бидам искрена. Другите коалициони партнери, им благодарам и ним, но нема да ми се лутат. Тогаш јас ќе речам дека длабоко ви се заблагодарувам, но од денеска јас ќе бидам посветена на мојата партија, на уставот и на законите, на владењето на правдата, на правдините и убедена сум дека во досегашните настапувања и разговори тие тоа не само што го разбираат, туку и го почитуваат и велат дека тоа ќе важи и за нив истото. Тоа е вистински исчекор во сегашниве тешки услови за Македонија. За да покажам дека почитувам стручност и компетентност и знаење, за да си ги задржиме најдобрите овде и за да си ги вратиме оние кои заминаа, ќе се обкружам со кабинет од луѓе кои се стручни и компетентни,
Се надевам дека тоа ќе биде како инфекција кон останатите. Ќе го посочувам примерот дека тоа се луѓе со биографија, дека тоа се луѓе со морал. Оти овој народ е познат по моралните вредности. Албанците имаат еден убав збор беса. И јас слушате деновиве како велам. Ако за моделот на управување јас реков дека е тоа кажувам, заборавам, негирам, за мене и за оние овде ќе биде формулата кажувам, помнам, исполнувам, почитувам. Зошто во сите свети книги пишува дека нема поважно од речта, од зборот, и дека лошиот збор некогаш повеќе боли од оружјето. Од мене нема да чуете во дебатите да ги анализирам против кандидатите, да правам интриги, византиски. Не, зашто јас сум акумулирала доволно знаење, штом сум излегла со некого, ќе се однесувам со должен респект. Ама аргументите се некогаш посилни од се друго. Кога велам дека ќе се водам од моралот, етиката, знаењето, интегритетот и дигнитетот, истото ќе го барам по многу строги критериуми од оние кои ја представуваат Македонија надвор, од дипломатите, амбасадорите, конзулите, воените аташеја. И честопати велам дека сликата за нас, убавата, ја прават умните луѓе. Грдата слика ја прават оние кои не смеело да одат тамо. А вие видовте дека во нашето собрание, без јавност, се избираа амбасадори. Зошто? Па зошто меѓу нив имаше луѓе без биографии, луѓе кои не знаат јазици, луѓе кои ќе создадат лоша слика за Македонија, ама се дел од нивните политички пазари. Од нив надвор фајде немате. И ако јас станам председател, тие кои не се за надвор, тие кои не се нашата слика, ќе ги вратам назад. Да не должам на студов, иако топлината зрачи од вас. Истото ќе го сторам во поглед на членовите на Уставниот суд. Болно е за еден професор по уставно право да рече дека немаме уставен суд. Ние немаме уставен суд. Ние не имаме неуставен политизиран суд кој молчи и кога уставот и законите се кршат. Замислете, 9 годишен мандат, рај за умот и за знаењето, ама ни ум ни знаење очигледно немаат, туку само се послушници на власта. Мораме да ставиме крај на тоа. Во Уставниот суд треба да седат судии со долг стаж и со интегритет, професори, адвокати, а не партиски и политизирани луѓе. Тие и не го знаат уставот, а и ако знаат, не сакаат да го бранат. Истото ќе го сторам со Советот за безбедност. Денеска сум загрижена, бидејќи сите гледаме сцени на границата со соседна Грција, на некој глас, пуштен од не знам каде, тргнува огромна маса на луѓе со мислење дека границата е отворена. Значи, ние мораме да имаме извонредна стратешка проценка на ситуацијата, безбедносна проценка на ситуацијата,
секогаш усогласена со проценките на Европската Унија. Ние мораме да водиме заедничка политика во поглед на бегалците. За среќа, значи силите на Фронтекс, оние кои што ни помагаат исто така од соседните земји, се тука и јас се надевам дека ќе најдеме со помош, се разбира, на председателот на државата, вистински одговор на безбедносната криза. Ама ако во Советот за безбедност не седат луѓе кои се експерти во оваа област, ние ќе имаме сериозни проблеми. Тогаш не може да ни помогне НАТО, иако јас сум среќна што безбедносните сертификати тогаш се со многу високи критериуми, па не ќе може секој да седи во Советот за безбедност. Не се плашам јас во Советот за безбедност од оние кои ги именува тројца председателот, ама по функција во Советот за безбедност влегуваат министри, председател на собрание и така натаму. Ако значи на овие функции, министер за внатрешни, министер за надворешни, министер за одбрана, председател на собрание, не седат државници, тогаш ние не ќе можеме да креираме добра безбедносна политика. Последните две реченици, ќе го користам ветото како одговорен председател во името на заштитата на Уставот и законите. Ако се спремни пратениците, се разбира, ќе може да го сослушаат моето образложение, бидејќи председателот има право на обраќање, зошто сум ставила вето. Ќе го користам обраќањето до собранието како најмоќен инструмент на комуникација со граѓаните. Тоа многу ритко се користи во Република Македонија, а треба многу често да се користи. Зошто? Заеднаш да им упатите порака на пратениците дека сте таму да ги штитите лицата со посебни потреби. Друг пат пензионерите. Трет пат младите луѓе. Четврти пат најзагрозената ромската заедница, например. Петиот пат да викате дека останавме без лекари и без медицински сестри и дека нема живот во оваа земја. Исто така, дека еколошката катастрофа што ни се закануваше е безбедносна закана. Секаде се третира така. Многу би сакала, наместо ваучери, како што вети еден градоначалник, за луѓето кои во рестораните ќе се опијат па да се вратат дома, да даваме ваучери како што сега господинот Макрон им ветува на 18 годишни луѓе, млади, за театар, за филм, за представи, тогаш има смисла. За компјутери, меѓутоа, се чини дека Европа во овој момент Македонија не е. На крајот, значи, уште еднаш ви благодарам за присуството. Уште еднаш ви ветувам дека она што го напишав во програмата не е демократски декор, не е насочено кон тоа да ве измамам, да ве заведам, туку за да ви покажам дека тоа што сум го напишала ќе го реализирам. Да живее Македонија, да живее правдата. Само со право и правда ќе стигнеме или ќе ја донесеме Европската Унија тука и ќе докажеме дека не сме Европската Ахилова пета, дека не сме јаболко на раздорот, дека не сме буре барут, дека умееме да живееме заедно без оглед на етничката, верската, расната и било која друга припадност. Судбина ни била да живееме заедно,
Тоа не е случајно. Да докажеме дека ќе се помагаме регионално, дека нема да ги попречуваме другите држави што ќе треба да влезат во ЕУ по нас или да почнат преговори, туку дека ќе ги помагаме. Така како некаква си скандинавска дружина, замислувам, ќе бидеме активни и почитувани во Европската Унија. Благодарам.